нашите дами на утринска на Телма, од понеделник заедно и со Цеце во студиото. Вака кажав, Марија, дисциплина, детерминираност, свесност и фокус, тоа си ми некако дефиниција ти. Ви благодарам. Сега нема да терам да ја пегламе. Инак вчера додека имавме редакски состанок што ќе се случува следна недела и на кој начин ќе ги одработиме темите. И Цеци и Кате те поздравија. И велат на овој датум, всушност 8 март, практично 2 години на назад сме ние во дружба со Марија. Ова ми е трета. Има нешто што на овој ден не обединува со тебе. Има нешто стварно. Има зашто твојата приказна вела ме инспирација за другите жени. Да. Само што лани требаше да готвам, таму и не ми идеше баш најдобро, али добро. Знам дека сте теглале, сте готвеле. Таа среќа денеска не готвам. Не, денеска ќе видиме само во улога да ги поздравиме сите колеги, пријатели, дами во аероклубот и најмалите во Дуња, така? И секако шампионите. И да ги поканиме оние кои сакат нека се јават во програма. Да, слободно. Да побатат сигурно ги се јават. Инаку велам на Мики вчера, нели бидејќи тој не беше линкот, велам дали да направам некаков предизвик со кикбоксот, ама ќе гостам дефинитивно во твојот клуб. Може да не дојдете на гости. Дефинитивно и таа имам уште сега инспирација за една приказна на ние и верувам дека ќе најдеме дами, жртви кои што ќе искочат пред камерата на телевизија. Како и да е, секој пат си ми инспирација, затоа кажав и покрај тоа што нема да погрешам, твојата биографија бележи и филозофија, така, факултет општа филозофија, обединување на ексију просторот и секако од аспект на спортот кикбоксот, ама овој пат можам да кажам дека оваа биографија се надополнува со тоа што веќе подписот на Марија Костовска е и на сајмот за венчаници, поточно сега веќе некако белата ткаинина е препознатлива некако со твојот подпис. И ќе ти честитам секако за последното твое излегување или практично ќе кажам дизајнерски парчиња кои што беа на сајмот за венчавки. Ти благодарам многу, значи јас уште од лани, од преклани имав животна желба, нели, за да излезам на сајмот за венчаници, ми изгледаше нешто како неостварливо. И успеав оваа година и многу ми е мило поради тоа и сум среќна секако. И како успеа сега кикбокс, филозофијата тоа, ете го моментот кога создаваме нова табула раси, практично си даваме нови предизвици во животот. Мултитаскинг. Мултитаскинг. Успеа да ги менаџираш и маневрираш сите овие таскови? Да, очигледно јас така функционирам во животот и ми е убаво кога сум на повеќе полиња. Ревијава ја посветувам нели на моето семејство и на моите две сестри, затоа е Грацијбор, значи скратеница од грациозност и борбеност. Така беше работниот наслов? Да. Колекцијата се вика Грацијбор, посветена на моите две сестри. Грациозност ја символизира мојата близначка, Магдалена Аралена Костовска и мислам борбеност мојата постара сестра Моника Костовска. Еве ги. Всушност изборот на фотографии кои што некако го осликуваат сега подписот. Сериозно, од каде дојде желбата за ваков огромен пресврт? Знаете како викаат, во животот некој пат се случуваат работи кои не ни се испланирани, така и мене, например, јас бев такмичар и животна желба ми беше да освојам светско, а и злато да донесеш, нели? Тоа беше. Во никој случај да се видам вака како дизајнер или да држам мигла, јас не знаев никако се шие искрено. Дома помагаат другите, но поради здравствен проблем не оставив тоа да ме падне и да уназадувам, туку го искористив тој момент и се преврлив сосема на дизајнот. Мислам, случајно ја запознав Зијане Бакју, која често знам да кажам дека ми е втора мајка која ме научи многу и во овој момент ја поздравувам. И така. Во овој момент кога кажуваш, еве, поради понекогаш вакви животни предизвици, секој од нас ги има некако нели во некоја различна своја епоха во животот, практично излегува некоја нова суштина од нас и да се препознаеме. И најчесто велат не ја бираме професијата, туку таа не бира нам. И кога сум во некаква релација со мојата поголема внука и вели дали сум сигурна дека ја избрав вистинската професија на своји 19 години, таа избрав психологија. И јас велам остани тука, ако треба ќе се направи некаква промена. И тоа велам, некој пат сериозно како да го препознаеме сигналот или повикот, животниот повик за она екзистенцијално прашање дали сум на вистинскиот пак се случи. Таков повик некој? Ја често велам дека, мислам, мојот универзум и универзумот на сите, кој јас викам мојот универзум, често ни дава пат и често ни дава сугестии кај треба да одиме, само треба да го послушаме. И истото јас тоа го направив и не се покажа во ниеден момент. И напротив, дури преубаво се осеќам како дизајнер, секако и кикбоксот и боксот не можам да го оставам, тие се дел од мене,
Но сега како тренер исто се чувствувам, дури некој пати поубаво. Мислам, чувството да тренирате мали дечиња е волшебно, а чувството да тренирате кралици од аерокик е возбудливо. Дами кои што и аматерски можеби ќе пристапат на оваа кикбокс сцена. Да. Кажи ми, со колку оваа собствена ревија, колку модни парчиња имаше на само завенчавки? 10 возрастни халјени или венчаници и 2 мали дечиња или мали принцези. И секако, мислам, целата приказна на моите реви е секој пат манекенките да носат маски, освен дечињата, бидејќи секој пат на се во животот гледам во однос на некоја приказна, па така и оваа ревија. Знаете, често викаме дека ние луѓето сакале или не икеле, како што созреваме, како што растеме, секој од нас си става некоја маска на лицето, кај децата тоа го немаме. Затоа викаме, нели, кога дете сака, тоа е безусловна љубов, додека ние повозрасните во текот на животот пополека ги ставаме тие маски, затоа е таа приказна со маските, но на крај на ревијата ги извадија сите девојки маски. Тоа беше веројатно некака убава символика на некој начин. Убаво споменаш ова за лицата и маските, не е прв пат слушнато, туку напротив, веројатно од трупањето на секакви наши етапи, конкретно надворешни и внатрешни влијанија и конфликти и демони со кои што се соочуваме, како да посакуваме да живееме или да бидеме во улога на некаков аватар. Баш. И практично и покрај тоа што рационално, свесно и фокус, како што ќе кажам, има многу поголема од едно дете, бидејќи нели детето има простор кога ги осознава работите, ние се уште не правиме дистинкција, а детето што велиш само има една чиста енергија. Кај нас баш треба да биде нели спротивно, да знаеме што е вредното, што е мудрото и паметното. Ја често викам дека од децата треба да учиме, за жал, мислам или за среќа, не од возрастните, дури јас многу работи научив од кога сум тренер на мали дечиња. Изненадување мал милион сигурно имаш и со најмалите во центарот Дуња. Волшебно е, мислам стварно е волшебно. И дури да си нешто нервозен, кога ќе отидеш во сала, те менуваат со некоја реченица, со некој збор, со некој гест, волшебно е. Да, додека говориме за сајмот на нели овогодишниот сајм на венчаници, како што видовме во медиумите, твојата ревија доживеа и запросување практично. Може ли да ни кажеш повеќе детали, бидејќи спомена и едната сестра нели која што за жал нели таа и се соочува со оштетен вид, ако не се лажам, така? Меѓутоа, на убав начин успеа некако да ја и да се приказнува. Прво сестра ми, ако се соочува нели со оштетен вид, е девојка или дама која навистина ме научи како треба борбено да се води во животот и благодарение на неја често викам дека сум јас ова што сум. Бидејќи кога имав падови, знаеме сите психички да паднеме, кога ќе видам нејзе како се држи исправена после се, немам право. Така да голема поддршка ми е и она и другата секако. Така да тоа е тоа. А во однос на Значи имаше запросување? Да, во однос на запросувањето. Ете фотографијата. Јас зетко го молев, искрено викам дај да направиме нешто интересно. На него му беше нормално непријатно бидејќи секоја чест за храброста. Јас реално да би била маж не би имала храброст. Неколку месеци наназад го чекаше датумот со сајмот за венчаници, се случи баш вака пригодна. Да, ама испадна се спонтано. Ја често викам кај мене се е спонтано и случајно, па така и ова. Сајмов и му викам дали сакаш да ја запросиш, ми викам мацо не пред сите луѓе, тоа на само се прави. Викам ајде веќе биде интересно. Викам еве ти давам рок до среда, размисли. И ми вика окей. И среда не ми стига ништо, не ми пишува, викам се откажам. И во четврток се бајле ми стига порака на Вибер, дали важи понудата. Важи. Важи, секако важи понудата. Да, интересно што сестра ми нели не знаеше нормално, не знае ниту мајка ми, татко ми. Нималку не се посомнева во некаква состојба ситуација. Не, дури беше изненадување зашто моите на пример не знаеа дека ние трите ќе излеземе. Нормално очекуваа дека некои манекенки ќе излезат, ни на крај памет дека ние трите ќе излеземе со халини, уште помалку дека некој ќе биде запросен нели на тој ден. Така да дури очекував шок дека ќе ги лупне, ама добро помина. Значи дека годинава вистинско кронисување ќе се случи годинава? Да. Ќе имате здравје Боже датум. Да. Па да, се надевам. Мислам ние си прославивме се, сега друго отом потом, ама ќе биде се. Да. Она што е, како што кажа, на почетокот кикбоксот не го запоставаш, не ти е некако сега секундарна работа, успеваш да ги менаџираш и двете работи и верувам дека ако добро помнам, 16-17 години, всушност кога ти прв влегуваш нели на сцената во кикбоксот и спортската сцена. И секој пат за жал некако се убедуваме нели постои некаква мизогинија, да стереотипи и секако вие особено гледате да направите една рамноправност, еден еквилибриум на таа спортска сцена и знам дека се соочувала кога стана збор за таа апсолутно денска дегутантна подолба машки и женски спортови.
Денес претпоставам дека еве и со твојот аероклуб и генерално аерокик, ако не се лажам, така беше? Да. Успеваш на тоа на некој начин да докажеш дека не постои машки и женски спорт, ама и се менуваат веројатно овие Да, стереотипи. и се менуваат, и секој пат мислам јас како карактер сакам да покажам нешто што е забрането или нешто што се смета за табу, сакам да го тргнам тоа. Па и така и со кикбоксов и со боксов интересно беше кога ќе излезам на надпревар, прво не сум личност и секој пат сум насмеана, нели? И вака сум премногу женствена и кога ќе ме видат, особено машки, леле, што дошла девојкава тука. Ама кога ќе излезам на ринг, више е друга работа, така да... Состојбата станува поинаква. Сметам дека луѓето не треба да ги цениме ниту по пол, ниту по раси, ни класи, Никако не ни треба. ништо. Туку треба да го цениме човекот по душата и по тоа каков е, кој е и што прави за нас или општо за секого. Успеваш да бидеш денес и покрај се најдобрата верзија на себе си? Се трудам. Да? Да. Искрено се трудам, сакам да бидам најдобра верзија од себе. Секој пат на моите пријатели им викам ако нешто не е тоа што јас сум, кажете ми. Значи, секој пат викаме кога идеме чекор напред, знае да ни се замати пред очи и да мислиме дека е вау нешто, ама се трудам да стојам рамно на линија без разлика колку идам чекор напред или колку идам по тие скалила на успех, секој пат останам јас Марија. Именно, она вистинската. Да. Ќе потсетам, значи, отворени се секој пат вратите и уписите за нови членови. Да. Се случува последниот период некој од дамите да Нема речат сега дај да се места, покажеме, да направиш и дизајн за некоја моја следна пригода. Па сега ја чекам некој од дамиве да ја запросат и јас сум тука. Дај да биде таа првата жртва на утринска што ќе ја прикажеме. Да, ќе донесеме тука. Со ракавици и кикбокс. Секако, да. Супер. Не знам само да прашам дали планираш да имаш некакви освојувања кога стана збор за спортската кикбокс сцена Ќе годинава? оставам како мало изненадување, бидејќи ова го гледаат и моите родители, а не се толку среќни кога ќе спомнам дека ќе се такмичам. Секогаш велам дека кикбоксот и боксот ми е во душа и во срце, иако моите се против тоа, па така да ќе оставам, ќе видиме, може ќе изненадам, не знам. Ќе видиме универзумот што ќе ми покаже. Нека се случи тоа спонтано и Да, без најубавите очекување. работи се спонтани во секој случај. Многу ти благодарам што ја посети јас на оваа вас. утринска станица на Телма телевизија. Следна година нов предизвик ќе Да. направиме, овој пат те поштедивме. Па да, може. Само немојте готвење, ве молам. Таму не сум добра. Види, ми оставаш во уште поголем предизвик. Марија, ти благодарам уште еднаш. Исто јас. Ти посакувам не нели саем за венчаници, туку баш да ги искористиш сите овие твои целоно и можеби креативен занет кој што го носиш, да се потпишат многу девојки поточно нели на својот церемонијален дел, всушност, или Да. ден од денот, кога ќе го имаат да носат твое дело. Ти Тоа ќе го благодарам посакам. многу. Ти Тука благодарам сигурно од знам срце. дека и мама и тата ќе бидат среќни. Да. Така? Тука да. И освојување на злато. И тука ќе Дај посакам. може. Одлично, ти благодарам уште еднаш.